Кампањата се уште не е ниту започната, веќе се забележуваат неколку примери каде има индиции за предизборни корупциски скандали, односно подкуп на гласачи, кои според медиумите го спроведува власта. Последниот пример каде се појавуваат сомнежи дека владачката СДСМ ја злоупотребува моќта од позиција на власт, беа забележани во Прилеп, а она што представува дополнително прекршување на законот е злоупотребата на државни ресурси во предизборни партиски цели. Во тек на викенд, после работно време, на социјалните мрежи се појавија фотографии на кои се тврди дека е фотографирано службено комбе на јавната установа Дом за стари лица, Киро Крстевски платник од Прилеп. На нив се забележува како наводно активисти на СДСМ складираат вреќи во еден од своите штабови, лоциран во населбата Ѓокдере. Значи, во моментов ќе биде снимано комбето од Старски дом како растовара материјал за потребите на СДСМ. Еве го комбето од Старски дом. Пред неколку дена индиции дека власта предизборно подкупува гласачи имаше и во Шуто Оризари, барем според видеото насловено организиран подкуп на гласачи од структури на МВР и пратеници од СДСМ. На снимките се слуша како вработен во МВР собира податоци од роми на кои им ветува хуманитарен пакет од 1700 денари ако гласаат за Љатифе Шиковска, која е на пратеничката листа на СДСМ во втората изборна единица. Полицијата веќе го идентификуваше лицето од видеото, утврдено е дека се работи за лицето ШЕ од Скопје, кој е вработен во одделението за управни служби во МВР. Сомнежи дека власта врши предизборен подкуп се појави уште пред 2 месеца, кога во Струмица, во тек на полициски час поради корона кризата, се делеа донации од семејството Заеви.